Резултати, а не приказни. Стефчо Јакимовски, градоначалник на Карпош и советничка листа на Гром. Ти избираш. Храбро. Заокружи 12. Нашата почитувана пријателка сега кажа дека 4 пати сум наградуван јас и општината во изминативе 8 години. А што ќе каже мојот против кандидат? Се што направил е дека гаѓал со бои по фасади. Ја правам фасади, добивам награди, а он све што правил во животот, најголемото достигнување му е дека со бои фрлал на фасади. Не може ни да очекуваме дека нешто подобро ќе направат, зашто од улица дојдоа влегоа во парламент. Ама сега од парламент сакаат па и во градоначалничка фотелја да ни влезат. Епа не бива така, бе, пријатели. Мора некој искуство да имаш, мора нешто да си направил. Не може да бидеш, како да кажам, празна страница. Има ли книга со празни страници која вие сакате да ја прочитате? Мојот против кандидат е книга со празни страници, полна со ароганција, безобразлук и ништо повеќе. Вас ви нуди дека ќе ви ја направил градинката на која што ставивме камен темелник и за кој што ни се издвоени 24 милиона денари. На оние во Влае и ветува дека ќе ми ја реновирал градинката, а ние пред 3 години глант сме ја светнале, нова, реновирана. Па и ветува на тие преку улица во Влае дека ќе им го реновира спортско-рекреативниот центар, а тамо ред се редат од цело Скопје, не можеме нашите деца да дојдат на ред, затоа што е изреновирано, затоа што е направена вештачка трева, огради од страна, затоа што има прекрасни детски игралишта, кошаркарско игралиште, се што треба. Вика во Козле ќе ја реновирал градинката Пролет. А во Козле имаме 3 градинки на Пролет. Една кај основното училиште Владо Тасевски, другата е кај Канела и третата е кај местната заедница. Сите се чичка нови, сите реновирани. Што ќе реновира Кутриот? Па ветува ќе ги менјал азбестните кровови. Ние више над 100 луѓе добија лим од општината Карпош за реконструкција на азбестните кровови, или па на граѓаните на Влае им ветува дека ќе им ја реновирал улицата Франц Прешер, односно дека бехатон коцките, тротоарите ќе ги реновирал. Одете, видете како изгледа Франц Прешер, дали не е реновирана. Па натаму вика дека ќе правил општински служби кои што ќе оделе кај стари и изнемоштени лица да им помагале. Па ние веќе 5 години тоа го работиме. Од нашите служби одат кај стари изнемоштени лица, им купуваат лекови, им купуваат намирници, други потреби ако имат. 4,5 години ги слушам како плукаат и не престануваат. Им прават спотови, пазете, прават спотови за да ви кажат зашто треба да не гласате за мене. Ама не прават спотови за да кажат зашто треба да гласате за нив. Вие не знаете зашто би требало да гласате за нив. Кога гласате за нив, нити ќе се видат кровови, нити ќе се видат лифтови, нити ќе се видат вакви плоштади, ни бесплатни ужинки, ни бесплатни екскурзии, ни стипендии ќе се видат, ни фасади ќе се видат, паркинг ќе си плакете како попчиња во Карпош, да си знаете. Тоа едва и чекаат само да седнат одма тоа јавното предпријатие за да можат алаш вереш да прават. Јас во изминатиот временски период максимално се вложив да ја дигнам општина Карпош на пиедесталот. Не само во Република Македонија, туку и надвор од Република Македонија. И затоа не ми требаат билборди. Имам вкупно со се партијата 19. Тој што е празна приказна и што е непознат и што нема што да им каже на граѓаните, нема што да им даде друго освен сликите, да си се слика. 60 билборди поставил, замислете. 60 билборди кои коштаат 70.000 евра. Еве јавно ги прашувам, од каде бе тие пари? Кога бевте опозиција по 10 билбордичиња стававте. Ја и кога бев опозиција и кога су власт 16, еве сега 19, зашто имаме партија. 70.000 евра да не ги извадивте од книшките или од миразот на мајките да не го извадивте. Од овие 4 месеца што крадете од народот, бе, преваранти. Дење лажете, ноќе мислите како да крадете. Мислите така ќе ни дојдете во општина Карпош со лаги и манипулации, со невистини, со приказните дека Карпош немал зеленило. Цели 12 дена ги прозивам и викам вака, ајде да се измериме. Колку зеленило имаме ние во Карпош 4? Да измерите вие од Рузвелтова улица, од крајот на општина Карпош, до плоштад Илинденска,
до горе, до вилите на Водно, Црниче, све заедно. Ако имате квадрат зеленило повеќе, само од Карпош 4, јас се откажувам од натамошната кандидатура. Се откажувам од трката за градоначелник. Па Мангу подкажува дека до 15 било лесна работата, ќе ја завршиле, ќе победеле, ама од 15 доаѓало потешкото, требале да ги засукаат ракавите. Што да ја чекаме 16? Дај ни сега една слика, бе, дете, да те видиме кај ти си засукал ракави, бе. На што ти си ги засукал ракавите? Ти ли бе ке продаваш ароганција овде на овој народ, бе? И како резултат на таа битка што ја добивме, почитувани пријатели, ги гледате овие 50 и кусур фасади, ги гледате, газите по овие 130 и кусур километри асфалтирани патишта. Овде веќе асфалтираме, поплочуваме, што ќе завршиме сега оваа година, ќе завршиме и наредната и готово. И Бардоци кажува, збогум на калта, збогум на неасфалтирани улици, не оставаме место кое што нема да биде поплочено, кое што нема да биде средено. Следна работа ќе си правиме атмосферска канализација, ќе ја направиме градинката, ќе си ја довршиме. Овде све ви спремиле местна заедница со пензионерско клубче, да има овие старци овде, каде да се собираат, да не ги врне дожд, да има кај да се игра шах, табла, кај да се карате, да бистрите политика. Планираме горе исто така да изградиме едно убаво катче со детско игралиште, да има и горе во горниот дел каде да се седи и каде заедно да си разговарате за проблемите што ги имате. Мојата врата секогаш за вас била отворена. Дали сте имале советник во општина Карпош или не, најмалку било битно, мене сте им имале. Јас сум ваш представник. Нема место во општина Карпош каде што не сме направиле, ни останале ситници. И кога преска го гледам Стефан, како овде зборува убаво, ете тоа ми дава уште повеќе сила да се борам за Карпош и за младите луѓе на Карпош. Зашто знам дека има добри деца како нив, дека има намачени деца, дека има деца и сиромашни, дека има деца кои што имаат проблем вечерва 100 денари да имаат со себе да излезат со другарчиња, за разлика од она што ни се нуди, да не кажам какво дете, мамина маза, кое што никогаш лошо не видело, кое што никогаш тешко не видело, кои кажуваат приказни за криминали, а 5 станчиња си ги наредиле, убава кујкичка си наредиле, 180.000 евра, убави колички и така натаму. Под копање, бавши ли го направивте тоа? Вие цел живот копате, ај кажете ми дали имате толку како нив. Татко му бил новинар. Кој новинар има 5 стана и кујке, бре? Ошто се многу честни. И додека бев со нив, јас бев икона. Штом не сум со нив, веднаш си криминалец, ти си бандит, ти си мафијаш. И на Жерновски му викаат дека е криминалец, мафијаш, украл 200.000 евра за кампања, со некој Пенов му ги наместил и така. Се откаже од кандидатурата, слушате нешто за Жерновски? Нема. Се исчисти, се изми комплетно од криминалот, од све. И што е најстрашно, тој што им е кандидат за градоначелник вика, ќе ги ревидираме дуповите и ќе се справиме со урбаната мафија у центар, а Жерновски у прв ред им стои. Ајде да биде несреќата поголема, у Куманово викаат, ќе си го вратиме Куманово и ќе се справиме со урбаната мафија, а Цицу прв ред. А кандидат за градоначелник им е досегашниот председател на Совет на Куманово. Па има ли поголема иронија од тоа што го зборат? Ке си го врателе Куманово, а Куманово од 45-та до денеска е нивно, бре. Како не им е срам колку све лажат. На Берово му ветуваат почист воздух. Замислете, на Берово му... Ај на вас што ви ветуваат во Карпош. На Берово му ветуваат почист воздух. А Берово на Балканот има најмногу кислород по метар кубен. И нив, и на овие што јавно на телевизија промовираат наместени анкети, пазете, детето водело 7%, ама статистичка грешка во анкетата имала 6%. Разбирате сега? Видете ги конструкторите, значи 7% он ми водел, ама 6% имала грешка. Кога Njegош го прашале зашто сака моштите да му почиваат на Ловчен, а не на тој другиот врв кој е повисок од Ловчен, он вели вака, родиче се некој кој е вишли од мене. И јас викам, ке си дојде денот кога треба некој поголем од мене да дојде на моето место како градоначелник. А не тоа да бидат овие деца, овие арогантни деца, мамини, татини, синчиња, цел живот со паричка.
и цел живот со подценување на сиромаштијата и на останатиот дел од граѓанството на општина Карпош. Затоа, почитувани пријатели, ајде да се собереме на 15. Ајде да си седнеме, сите сакаме политика, и јас сакам политика, ама кога бирам ја Карпош, си го бирам пред политиката. Ајде и вие да го изберете Карпош. Резултати, а не приказни. Стефчо Јакимовски, градоначалник на Карпош и советничка листа на Гром. Ти избираш. Храбро. Заокружи 12.